Влеговме веќе во четвртата година од катастрофалниот земјотрес што се случи на 26 јули 1963 година. Во првите 2 години постигнавме на полето на обновата и изградбата завидни резултати. Бидејќи тие се познати, сметаме дека нема потреба овдека да ги повторуваме. Меѓутоа, во јавноста се чини како да последниве 2 години темпото на обновата и изградбата намалува. Сакаме да разбереме дали ова точно. Дали достиме со изградбата, односно поблаго речено, дали таа иде со намалено темпо и ако е така, зошто? Сметаме, другар Коле Ордановски, дека вие, како генерален директор на дирекцијата за обнова и изградба на Скопје, сте најповикани за ова да кажете своје мислење. Вашето мислење да во последните 2 години темпото на обновата и изградбата на Скопје намалува е точен, но воедно и потребен. Меѓутоа, сметам да впечатокот дека обновата и изградбата на Скопје доцни е делумно погрешен, а тој во голема мера произлегува од представата дека интензитетот, како што викате, темпото на обновата и изградбата би требало да биде поголем. Се добива погрешен впечаток да е и темпото на обновата и изградбата на Скопје незадоволителен и од причини што во последните 2 години воглавном се концентрирани и средства и ангажирања во изградба на објекти од нискоградбата. Јас би можел ова да подкрепам и со одделни цифри. Ако сакате да бидеме малку по-конкретни, да минеме на конкретна тема. Вие тврдевте дека програмата е исполнета онака како што е планирана. Бидете по-конкретни и речете ни како е реализирана програмата по обем и финансиски за 66 година, па да видиме од тоа како сте планирале, дали се реални планирањата или не се, и од тоа ќе заклучиме оно што вие пред малку тврдевте. Положбата е следна. 1965 година и 1966 година беа години на интензивни припреми кои што требаше да создадат можности да се во овој период, почнувајќи од 1967 година, па во иднина, навистина започне со еден поголем интензитет од колку што тоа беше во 65 и 66 година. Меѓутоа, ние, водени од добри желби, сакаме да создаеме и можности да се повише реализира во 66-та, што може повише реализира и во 66-та година. Така да имаме пред нас следниве податоци. Во 1965 година вкупно се потрошени инвестициони средства над 40 милиарди динари. Во 1966 година се потрошени 43 милиарди и 800 милиони динари, а 67 година се планира да бидат утрошени 74 милиарди и 240 милиони динари. Овој податок покажува одредено зголемување на интензитетот. Во 1966 година извршено е помалку од колку што е планирано, меѓутоа сметаме да тоа не е нити голема несреќа, бидејќи во сето, во целокупната наша активност се раководиме од потребата да се со било каква градба започне тек после завршување на комплетна документација. Дали би биле љубазни, само извинете, да ни кажете колкави средства се планирани во минатата година за централното градско подрачје и колку од нив се остварени? Во планирањето кај нас централното градско подрачје као посебна територија не фигурира. Фигурираат одделни инвеститори кои што треба да реализираат одделни објекти и во централното градско подрачје. Уште едно прашање за вас. Колку што ни е познато, за оваа година се предвидени за обнова изградба на нестопански инвестиции за објекти од градски карактер 25 милиарди и 700 милиони стари динари. Од нив 17 милиарди за комунали, од кои 8 милиарди за сообраќајници, остатокот за другата канализациона мрежа, водоводна, телефонска и така натаму. Можете да ни кажете кои се подготовките за реализација на овие средства
С оглед на фактот дека еве изминаа веќе 3 месеци, а нашите граѓани не гледаат резултати, односно подготовки во таа смисла да се реализираат. Дали ќе има временска можност тие до крај на година да бидат реализирани? Подготовките е и тешко да се согледаат. Меѓутоа, мислам да за нас ќе биде најдобар знак дали ќе ги реализираме планираните објекти, дали на време ќе започне нивната градба. Можам да изјавам да во областа на комуналиите, што се однесува сообраќајници, водовод, канализација и електрика, документацијата е потполно готова и имаме уште некои проблеми во однос на расчистувањето, меѓутоа сметам дека најголем дел од планираните објекти навистина и на време ќе започне и ќе биде извршен така како што е и планирано. Благодарам. Другар Трајко Стојков, трасата за делот од Јадранската магистрала, која минува низ градот, како што сме информирани од печатот и од други извештаи, требаше да се расчисти до 1. мај 66 година. Еве сме скоро пред уште еден првомајски празник, а ништо не гледаме во овој правец. Кои се тешкотиите? Прво, не би се сложил со констатацијата дека е намалена изградбата во Скопје. Точно е тоа дека немало некоја по-забележителна изградба во централното градско подрачје, меѓутоа во целиот град е имала изградба континуирана и таа се продолжува и во оваа година. Ние очекуваме во текот на оваа година дека со интензитетот на стамбената изградба ќе продолжиме во централното градско подрачје. Веќе се вршат подготовки и очекуваме во месец јуни оваа година да почне изградба на така наречениот градски зид со околу 2800 стана и на еден блок кај вртешките на улица Борис Кидиш со околу 100 стана. Како што реков, во централното градско подрачје интензивно се вршат припреми за да се отпочне со градба на 2900 стана, од кои најголем дел, околу 2800, паѓаат во така наречениот градски зид. Овие станови ќе бидат градени од Здружената градежна оператива на Скопје и ќе бидат како станови за пазар. Така да се очекува некаде август-септември да бидат распишени конкурси за продажба на овие станови. Покрај становите што се предвидува да се градат во централното градско подрачје, како што и другаро Коле збореше, одредени се доста локации за изградба на јавни и други стопански деловни објекти. Голем дел од овие објекти ќе бидат уште оваа година почнати со изградба. Меѓу ним спаѓа Државниот архив, чија локација е оспособена за градба, а проектите се готови. Очекуваме во месец мај да отпочне со градба. Универзитетската библиотека исто така сега се чисти локацијата, проектите се завршуваат и се очекува во јуни месец да отпочне со градба на овој објект. Православната саборна црква и со митрополијата исто така локацијата се приготвува за градба, а се очекува за месец до два да отпочне со изградба на митрополијата. Францускиот конзулат е исто така отпочнат веќе со градба, а трговскиот центар кој што се наоѓа помеѓу кулите и стоковата куќа и хотелот Скопје, за кого е распишан конкурс за идејно решение, се очекува со техничка документација да се сврши во наредните 5-6 месеци и веруваме дека ќе можеме при крајот на годината да го почнеме да го градиме. Тој ќе обезбеди околу 15.000 квадратни метра нов продажен простор. Покрај тоа се вршат интензивни припреми за оспособување за градба на локацијата за универзитетот со 3 факултета и ректоратот со академијата, потова за локацијата на Централниот комитет, Градското собрание и повеќе други локации кои што се пак врзани од друга страна со припрема на техничката документација. Мене ми е јасно тоа, меѓутоа ако се сеќавате, другарот инженер Коле Јордановски рече дека во 66 година имаме неисполнување на планот. Тој план, сакате да го речете финансиски план, план по објекти или темпо да го крстиме, тоа е се едно. Зборува дека во 66 година не сме остварили оно што сме планирали. Оно што ние сами сме го поставили, односно вие или дирекцијата генерално и така натаму. Тоа дали е или не е така? И зошто се, кои се моменти на тоа неисполнување? Јас сметам дека ние со планот за реализација за централното подрачје дури сега на 1. март завршивме и го
и оно предадено на градското собрание, од каде оди на јавна дискусија, па дури после тоа ќе иде на одобрување. Заводот за урбанизам и Управата за урбанизам обезбедил уште минатата година да се за еден одреден број на локации наменети за јавни објекти, така наречени наменски локации, издвојат и дадат за да може да се реализират. Меѓутоа, бидејќи се тие дадени во средината на минатата година, припрема на техничка документација не може да се изврши за 2, 3 и неколку месеци, него често пати тоа трае година, па и 2 години. Ако сакаме да имаме еден солиден објекат, тогаш најповеќе треба да се работи на техничка документација, а многу помалку време на сама градба на таквите објекти. Можам ли ја да субоцам? Povedete. Сметам дека со право граѓаните се интересира за изградбата и обновата на Скопје. Тоа интересирање беше и при донесување на урбанистичкиот план и при донесување на програмата. Меѓутоа сега конкретно нивното интересирање и сака да видат, веќе помина 4 години, да видат во градот нешто да се прави. Конкретното реагирање во тоа да не се дава локација за известни објекти и од деловен аспект. Другарот Трајко рече дека треба да погледнеме, точно е тоа, и дека досега оно што се учинило, тоа е многу учинето. Ако сакаме обнова и изградба, мораме да таа обнова и изградба поставиме на солиден план и солидно размислување и проучавање. Меѓутоа имаме конкретни проблеми. Например, во децембар месец распишани конкурси за деловни простори. Конкретно Центро Колонијал конкурирал за известни деловни простори. Од децембар месец вика досега никој не одговорил што станува со таа работа. Проблеми за стамбена изградба. Ние распишавме конкурси меѓутоа и досега, она што беше за Бутер и за други локации, немаме се уште не се на чисто што е сега за тоа. Така стои прошајните со други конкретни проблеми. Ми се чини дека сега веќе е време и стои проблемот да треба веќе да се види и она што е и обличување на градот и решавање известни проблеми кои стоат пред градот. Мислам да е исто така многу интересно и следното прашање. Поставивте прашање зашто во целост не е реализирано она што е планирано во 66-та година. Треба да се има во вид да станува збор за многу, да речам, повише од 200 објекти кои што беа планирани во 66-та година, а тоа значи 200 инвеститори. И се поставува прашање, а често и ние го поставуваме на нив, и ние би сакале да тие до крај реализираат она што зацртуваат во почетокот на годината. Со обзир на можности финансиски, ние во почетокот на 66-та година низ планирањето отворивме фронт можности создадовме на сите инвеститори да ги реализираат своите задачи. Меѓутоа, некои од инвеститорите не успеа. И јас кога реков да не е несреќата што не е реализиран до крај планот во 66-та година, то не значи дека во 66-та година не е направено исто така многу. Другар председател, како вие го оценувате исполнувањето на планот за обнова и изградба на Скопје во изминативе 2 години? Исполнувањето на планот за изминативе 2 години може да се оценува само непосредно сврзано и со она што е пред тоа извршено. Зашто 2 изминати години се години на обемни подготовки по свршувањето на така наречената прва етапа од обновата и изградбата, со која беа разрешувани најтешките и најнепосредно нужните проблеми за сместување на населението и другите функции на градот за неговото оживување. Колку ја можам да ги следам работите и она што е свршено од страна на градското собрание и општинските собранија, како представнички тела надлежни за донесувањето на потребните акти, документи, утврдувањето на неопходните програми. Извршената работа во минатата и ова година овозможува во текот на ова и наредниве неколку години, заклучно со 70-та година, да се остварат задатоците предвидени како најнеопходни задатоци за обновата и изградба на градот.
Кога велам дека се свршени неопходните работи во врска со програмирањето, а во таа смисла и со веќе познатите одлуки во врска со урбанизацијата на градот, тогаш мислам дека работите преминуваат полека во оние агенции на реализацијата кои се најнепосредно повикани за остварувањето на конкретните задатоци на обновата и изградата на градот. Се разбирливо е интересирањето на нашата јавност за интензитетот на градбата најнепосредно во централното градско подрачје, каде што се уривањата и најголеми и каде што грижите беа усредседени најповеќе кон тоа да се добијат целосни, современи урбанистички решења за оние функции на градот кои се и неговите најважни функции. Чина ми од она што можевме да слушнеме од другарите Јордановски и Стојков, дека може да се добие слика за припремите, нивниот тек и, да се така изразам, точките до кои е допрено во врска со тие припреми, а кои овозможуваат реално да очекуваме во наредниве месеци да отпочне една поинтензивна изградба на градот токму во централното градско подрачје. Мислам дека мислењето дека се чувствува известно забавување во обновата и изградбата е основано и произлегува од констатацијата дека во минатите години имавме еден мощен, широк фронт на градба, една извонредно голема интензивност во самата градба. Таа преминува сега со нови квалитети и со такви припреми кои бара повеќе време, заради карактерот на објектите и решењата кои што се наметнуваат, така што сето тоа бара и повеќе време, но затоа и поголема сигурност дека изградбата, извршувањето, остварувањето на конкретните објекти може да биде порезултатно обезбедено. Благодарам. Инженер Пота, ви молам да ни кажете каква е ситуацијата по поглед на урбанистичките планови во поширокото градско подрачје, какви планови за реализација досега имаме остварени и по-конкретно што е предвидено за изградба според урбанистичкиот план во централното градско подрачје, кои локации се издадени и за кои објекти? Па, веднаш по донесувањето на основниот урбанистички план на градот во ноември 1965 година, Управата за урбанизам пристапи кон приготвување на изработка на урбанистички програми за детални планови за реализација кои треба да служат како основа за издавање на локации за 12 градски населби и делови на градски територии. Од нив се 11 стамбени населби, 12 така наречена источна индустријска зона, најголемата зона на градот. Од тие 12 проектни задатци до денес се изработени 7 и донесени од страна на градско собрание, другите 5 се завршуваат и најверојатно најголем број од нив ќе бидат завршени во април и во истиот месец и донесени, очекуваме од страна на градското собрание. Овие планови за реализација офаќаат равно 1/3 од онаа територија на градот која е предвидена за тотална урбанизација до годината 1981. Ние веќе во 1966 година издадовме 10 такви локации, тоа е зградата на Државниот архив, Народна библиотека, универзитетот, Централни комитет, радио телевизија, за сожаление, уште не сме издали. Централни комитет, градско собрание, Митрополија и Македонска православна црква, голем трговски центар, може би тоа е единствен пример за сега и во југословенската пракса за изграден комплетен центар, као што е центарот до улица Пате Ботевски со 25.000 квадратни метра продадени простор. Вие ми должите одговор на прашањето за Јадранската магистрала. Точно е како што поставите дека рокот кој што беше одреден за 1. мај минатата година не е исполнет. Меѓутоа имаше многу проблеми на тоа прашање. Преди се имовинско-правните прашања, потоа задоснување со становите, со техничката документација и така натака. Како сега стават работите? Сега веќе се е приготвена техничката документација,
Двете делници на западната страна од магистралата се скоро чисти и очекуваме дека во текот на оваа година ќе отпочне изградба на магистралата. Благодарам. Мислам да е од значај да се дополни дека не само Јадранска магистрала, односно Северен булевар, како го викаме, ќе започне со градба на ово текот на оваа година, туку ќе започне со изградба и на многу други сообраќајници кои се од значај за градов. Драги другари, јас ви благодарам што се одзовте на нашата покана да одговорите на ова многу актуелно прашање с нашиот град.